Започнуваме со најновото издание на регионалните вести. Православните верници денес го чествуваат рождеството на Пресвета Богородица. Празникот попознат како Мала Богородица, со црковно-народен собир беше прославен традиционално во патроната црква во Сетоле. Традиционално православниот празник рожденство на Пресвета Богородица кај народот попознат како Мала Богородица денес се прослави во тетовското село Сетоле. Чествувањето започна со света богослужба во патроната црква одслужена од прота Предраг Исаевски, пошто следеше водосвет и режење на кумскиот и славските колачи. Праведните Јоаким и Јана по долги години молитва за рожба Марија ја добиле во 7-та деценија од животот. Подоцна Марија, родена во Назарет, станува Богомајка. На денешен ден, Мала Богородица, Богородица се раѓа во градот Назарет. Тоа од Ерусалим е северно, околу 50 до 60 километри. Таму се раѓа Мајката Божја Богородица. И таму од Јоаким и Јана, кои биле бесплодни, по 50 години брак, замислете. Свети Јоаким имал 76 години, Ана имала 75 години. И секогаш, секој ден го молеле Бога за благослов да им даде барем едно детенце. И таму каде што Бог сака ги победува сите природни акти, сите природни дејства. Пред Бога е се подчинето. Пред Бога се подчинети сите закони овде што важат за нас, и хемиски, и физички, пред Бога не важат, затоа што Господ Бог дејствува таму каде што сака. И Господ Бог го дава животот таму каде што сака. Така го даде животот не на обично дете Марија, туку Марија, која што ќе се роди од Јоаким и Јана и која што ќе стане царски престол, чија утроба ќе го носи оној што не може да се смести никаде, оној што се држи. Во чија утроба го сместува оној кој што не изваја со своји раце, Вседржителот Господ Исус Христос. Таа Марија ќе го роди по 16 лета. Безсмртниот Господ Исус Христос доаѓа во тело преку утроба на мајка Марија. Таа е мост што води од земјата кон небото. Марија е престол на живиот Бог. Тоа дете Марија е храм на Светиот Дух. Тоа дете Марија е честна трпеза на Господ Исус Христос, каде што се раздава секоја недела, секоја служба во вид на вино и леб, а потоа се претвора во тело и крв Христова. Ете тоа дете Марија, колку ли означува сладок збор, не е обично дете, туку е мајка Божја. И затоа се нарекува Богородица, затоа што таа го родила Божјиот син. Зошто го велат Мала Богородица? Има ли значение нешто голема Богородица, дали е поголем празник или Мала Богородица е помал празникот? Не. Празниците се исти пред Бога, сите се големи. Но Мала Богородица се нарекува затоа што се родило мало бебче, и тоа не обично бебче, туку мајка Божја, бебенце што ќе стане мајка Божја, мајка на целиот свет. Ете токму затоа се нарекува празникот Мала Богородица, дека мало бебче се родило во куќа. Чествувањето на празникот рожденство на Пресвета Богородица во Сетоле продолжи со братско-сестринска трпеза на љубовта. На неа традиционално се најде вкусното тетовско гравче со сланина. Готвачите кои се ангажираат за црковно-народните собири не откриваат тајната на нивното готвење. Тајната е кај куварите. И тајната куварите не ја даваат. Тајна на големите мајстори во куварството. Тоа е уште од Југославија. Тајна на големите мајстори во куварството. Стево Карапанџа,
Тоа кој беше. И тајната не се оддава. Може сваки да знае да сготви, ама не може да сготви ова. Народот верува дека Пресвета Богородица е заштитничка на мајките воопшто и на леунките посебно, поради што жените што раѓаат ја повикуваат да им помогне полесно да се породат. Исто така се верува дека таа им помага и на жените кои немаат деца. Православните верници секогаш со достојно внимание одбележуваат неколку празници поврзани со името на Пресвета Богородица, Мала и Голема Богородица, Воведение на Пресвета Богородица, празник попознат уште и под името Света Пречиста, Благовештение, Богородичен појас, Покров на Пресвета Богородица, Собор на Пресвета Богородица. Затоа и голем број цркви низ цела Македонија го носат нејзиното име, а нејзините празници покрај со црковни свечености народот ги празнува и со народни собири што во минатото траеле и по неколку денови. Одбележана 73 годишнината од стрелањето на борците на третиот тетовски партизански одред Младен Симовски и Андреја Христовски во дворот на црквата Свети Никола во Тетово. Со полагање свежо цвеќе и со помен парастос им беше оддадена почит на овие борци. 73 годишнината од трагичниот настан, стрелањето на борците од третиот тетовски партизански одред Младен Симовски и Андреја Христовски денес беше одбележана во дворот на црквата Свети Никола во Тетово. Букети цвеќе на спомен плочата, подигната во нивна чест, положија членови на семејствата, делегации од Сојузот на борци Тетово, од Тетовската касарна Кузман Јосифовски Питу, членови од Сдруженијето на почитувачи на традициите од НОП, политички партии, ученици од основните училишта Андреја Савески Чичиш и Гоце Делчев и од музејот на Тетовски крај. Во чест и слава на стреланите борци од третиот тетовски партизански одред помен парастос одслужи прота Мирко Станковски од Тетовското архиерејско наместништво. Христе Божанчител, славу го силајем, со ведначалните носени пресветни благи и животворјашим Твоим духом, и није присно, и во веки веков. Амин. Со святими упокој. Одбележувањето на овој и другите значајни настани од народно-ослободителната борба представуваат законска, цивилизацијска и морална обврска на институциите и граѓаните, затоа што тие борци ги дадоа своите животи за нашата земја, рече во својот говор Јовица Тофиловски, поддржувач на традициите од НОП. На овој трагичен настан му претходеше 19. септември 1944 година, кога во село Беличица Гостиварско борците на третиот тетовски партизански одред, кои беа лоцирани во селото, направија се што беше во нивна моќ за да го одбрана селото од фашистичко-балистичкото насилство. И повеќе од тоа, се жртвуваа себе си, ги дадоа своите млади животи, спротивставувајќи му се на далеку помногобројниот и подобро вооружен непријател во повеќе од 6 часовната жестока борба. И покрај тоа, тие им нанесоа големи загуби. На бојното поле остана и животите ги положија храбрите момчиња. Тројца партизани беа ранети, а 4 заробени. Од злосторничката рака згасна животите и на 17 селани, жители на Беличица, жени, деца и старци. Нивната смрт вечно ќе подсетува на црнилата на фашизмот и на окупацијата, но и на слободолюбивоста и гордоста на Беличица. На овој ден Андреја и Младен беа изведени пред присилно собраното тетовско население во дворот на црквата Свети Никола. На ова место, пред пушките на злосторниците, Младен ја подигнува тупаницата и громогласно извикува: смрт на фашизмот, слобода на народот. Пошто се слушнаа истрелите на пушките, изгаснаа младите животи на Младен и Андреја. Членовите на потесните семејства и присутните претходно запалија свечи во црквата Свети Никола во знак на почит на Младен Симовски и Андреја Христовски, како и на преостанатите борци од Тетовскиот крај, кои ги положија своите животи во народно-ослободителната борба. Следува изјава на председателот на Советот на Општина Тетово околу работата на денешната седница. За одржувањето телевизија КИС повторно не беше соодветно известена од службите на општината. Повик на крајот на седницата добивме од дел од советниците.
Денеска ја рачунавме дека е последна седница, но советниците побара да имаме уште една седница, тоа ќе го разговараме со координаторите на советниците и ќе одлучиме дали ќе има потреба за уште една седница. Инаку денеска имавме неколку точки на дневен ред, имаше точки во што се однесува на легализација на објектите, 39 точки, каде имаше расправа за тие точки и Советот ги усвоил. Исто така на дневен ред имавме и точки што се однесува на програмите на екскурзии на средните и основните школи, каде беа гласени од мнозинство на советници. Имаше една точка дека јавното предпријатие Паркинзи е во загуба. Имаше една барање од страна на јавното предпријатие Паркинзи на градот, каде тие наведува дека затоа што беа издействувани реконструкција на булевардот Илирија и тие претрпеа загуби, затоа побара од страна на Советот да усвои таа барање за да ги покрие тие загуби во време на траење на изведбите на проектот. А за која сума се работи? Се работи за 1.600.000 денари и тоа беше усвоено од страна на Советот на општина. Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информации од јавен карактер им помага на новинарите и здруженијата да дојдат до потребните податоци, но таа нема механизам навреме да обезбеди информации. Ова е дел од извештајот кој го објави невладината аналитика, која ја следи работата на комисијата. Новинарите и здруженијата во Македонија многу тешко и по сложен и долг пат добиваат информации од јавен карактер, покажува извештајот на невладината аналитика, која следи работата на Комисијата за заштита на правото на слободен пристап до информации од јавен карактер. Голем број од институциите не даваат одредени информации и неосновано се правдаат дека се класифицирани. Од друга страна, законот за добивање на информации од јавен карактер не пружа можност барателите на времено да ги добијат податоците. Самиот рок за добивање на информацијата која што имат институциите од 30 дена, сметаме дека доста долг, а потоа ако видиме дека комисијата има уште 15 дена да одлучи во однос на жалбата, така што верувам дека тоа е навистина еден од предизвиците и многу голем број од и новинарите и представници на здруженија на граѓани не ни стапуваат во контекст на институциите, не ни одат да ги побарат информациите, бидејќи сметат дека веќе кога ќе добијат информацијата нема веќе да им биде потребна. Поради ваквата затвореност на институциите, законските ограничувања за брз пристап до информации, новинарите често пати не можат навреме да ја завршат работата, па наместо со официјални, се принудени да се служат со своји извори. А ние што работиме секојдневно, што ни треба, значи ад хок информација. Ние сме колеги од ето, си знаеме само ние и вие како стигаме до таа информација. И често пати затоа сме и принудени да пишуваме од тоа што слушаме, од наши извори, што и од нашиот кодекс почнувано не е баш логично тоа. Новите законски процедури овозможуваат медиумите или здруженијата од одредена институција усно да побараат информација која треба да им се обезбеди за пократок период од 1 месец. Но ваквиот начин на добивање податоци ретко која институција во Тетово ја практикува. Некои институции во Тетово донедавна бара од новинарите своите прашања да ги праќаат преку факс. По повод Меѓународниот ден на мирот 21 септември, во Гостивар беше организирано одбележување со пригоден собир и пренесување на пораки. Меѓународниот ден на мирот 21 септември во Гостивар беше одбележан со пригоден собир во летниот амфитеатар покрај кејот на Вардар. Настанот го организираше општинскиот одбор на Сојузот на борци, а присуствуваа и основци од гостиварските училишта. Во пораката испратена од одбележувањето се потенцираше дека сите треба да се вклучат во градење на мирен и слободен свет и дека е неприфатливо во услови на големи достигнувања да се живее во глад и да има војни. За жал, мирот кој го имаме не е ни траен, ни универзален. Сепак, во светот нараснаа силите и свеста за необходноста за коренити промени во сите сфери во меѓународните односи, промени кои ќе не изведат од овие тешки искушенија
и ќе не водат кон целите кои беа поставени и дефинирани пред 72 години, никој не би смеел мирно да гледа како во услови на големи достигнувања на човечкиот ум и напредокот на разни страни во светот се водат војни, се умира од глад или се живее без каква и да е надеж. Своји пораки испратија и децата преку стихови кои ги прочитаа ученичките Ива Танчевска и Наде Беловинова. Кога ќе се спомне зборот мир, ние веднаш го додаваме зборот слобода, кои се два свети и толку важни за човекот и неговата среќа. Често размислувам како изгледа мирот, како изгледа слободата, каде можам да ги најдам и да им ги подарам на тие кои ги немаат. И јас го открив во синото небо со птици во лед, во сјајното сонце, во парковите полни со цвеќиња, во насмевките на децата, мајките, татковците, во срцата на луѓето. Јас сум дете, сакам мир, па ги молам луѓето сите, за нас да има еднина, шир и во слога да ни минат дните. Одбележувањето во Гостивар се заокружи символично точно на пладне, со едноминутно молчење во знак на почит на сите жртви кои ги загубиле животите во војни. Меѓународниот ден на мирот е востановен во 81-та година, а во 2001-та Генералното собрание на Обединетите нации едногласно усвои резолуција со која 21 септември се прогласува за ден на ненасилство и прекин на огнот. Во рамки на одбележувањето на Меѓународниот ден на мирот во гимназијата во Гостивар беа организирани работилница и проекција на едукативен филм, наменет за средношколците. Во Гостиварската гимназија по повод Меѓународниот ден на мирот беа организирани работилница и проекција на филм на тема Чист воздух. Средношколците од ова училиште заедно со учениците од економското се информираа за штетноста на загадениот воздух по човековото здравје, што ги инспирираше да изработуваат плакати со своји пораки. Активноста е дел од проектот за мировно образование во кој се вклучени двете средни училишта во Гостивар, а се спроведува во соработка со детската амбасада Мегеши. Овде во гимназијата во Гостивар овој ден ќе го обележиме со работилница на тема И јас сакам чист воздух. Во рамките на проектот Мировно образование на првата детска амбасада на светот Мегеш. Учениците го гледаа филмот Црни бели дробови со цел едукација и подигање на свеста за загадувањето и значењето на чистиот воздух за нашето здравје и потоа своите размислувања ги изразија со пораки и цртежи. Ова е заедничка мултиетничка работилница со економското училиште кој е вклучено во овој проект. Значи, ние денес го гледавме филмот Црни и бели дробови, кој искрено не замисли и не загрижи колку загадувањето на воздухот е штетно за нашето здравје. И ние денес се солидаризираме со луѓето кои што живеат во градовите, каде што како што видовме од бројките, тие ни покажуваат дека загадувањето достигнува дури 24 пати повеќе од дозволеното. Денес исто така истражувавме и научивме дека загаденоста на воздухот се мери со автоматски мерни станици. И откако дознавме дека во Гостивар немаме мерна станица за мерење на загаденоста на воздухот, одлучиме да упатиме апел до Министерството за животна средина во Гостивар да се постави мерна станица за и ние гостиварчани да знаеме каков воздух дишиме. Се разликуваме едни од други, но едно е сигурно, сите сакаме почист воздух и здрава животна средина. Детската амбасада Мегеши годинава акцентот во одбележувањето на денешниот датум го става врз правото на чист воздух. Низ повеќе градови во Македонија се организираат протестни маршови за подигнување на свеста околу оваа сериозна тема на денешницата. Илјадници поборници за независноста на Каталунија ноќеска останаа на улиците на Барселона, во близина на зградата на подпредседателството, во знак на протест поради полициските операции на централната власт, наменети да го спречат референдумот за самоопределување на тој шпански регион. Демонстрантите околу полноќ извикуваа дека ќе останат таму цела ноќ и нема да отстапат. Тие го блокираа пристапот до подпредседателството и одделението
за економија, наведе новинарот на Франс Прес, кој објави дека голема конфузија се случи околу 1 час наутро, кога агентите на цивилната гарда, задолжени за претрес на просториите, започнаа да излегуваат од зградата. Портпаролот на цивилната гарда за АФП изјави дека чекале таму за да се разотидат демонстрантите, за да можат да излезат. Илјадници луѓе со голи раце ги расчистуваа урнатините по земјотресот во Мексико, во обид што побрзо да стигнат до преживеани. Борбата со времето е немилосрдна. Спасувачите со голи раце поместуваат камен по камен, предпазливо за купиштата од тули, бетон и челик да не се поместуваат и натаму. Едно од кучињата трагачи открива девојче по турнатините, ја помрдна раката, вели еден од пожарникарите. Спасувачите добиваат нова надеж и продолжуваат да пребаруваат. Училиштето Енрике Репсамен на југот од Мексико Сити стана символ за страдањето кое со себе го донесе тешкиот земјотрес во вторникот. Страшно е особено затоа што се работи за деца, вели Гилберто Базен, кој го преживеал потресот. Хоророт ги зближи луѓето. Илјадници доброволци се собираат пред разорнатите објекти и го отстрануваат градежниот отпад за да помогнат во потрагата по преживеани. На местата за собирање донации се носат вода за пиење, конзерви со храна, облека и ќебиња. Ураганот Марија, најсилниот што го погоди Порторико во изминативе 80 години, уништи стотици домови, предизвика прекин на струјата на целиот остров и предизвика големи поплави. Тоа според проценките може да доведе до подлабока економска катастрофа на ова американска територија. Најмалку 9 луѓе загинале на Карипските острови во ударите на ураганот Марија што вчера го погоди Порторико со ветрови со брзина до 250 км на час. Ова е втор пат во 2 недели Порторико да биде погоден од ураган. Гувернерот на Порторико Рикардо Росело го повика председателот Доналд Трамп да прогласи вонредна состојба на островот. Во светот недостигаат ефикасни антибиотици поради зголемената отпорност на болестите на лекови, соопшти Светската здравствена организација. СЗО предупредува дека нема доволно нови антибиотици, чиј развој е во тек за да можат да се лекуваат најотпорните инфекции, како што е туберкулозата, од која умираат речиси 250.000 годишно. Генералниот директор на СЗО изјави дека антимикробната отпорност е итен случај од глобални размери, кој сериозно ќе го загрози напредокот на модерната медицина. Од СЗО соопштија дека има 12 класи на патогени кои се одговорни за вообичаени инфекции, како што се воспаление на белите дробови или инфекции на уринарниот трак, кои се повеќе се отпорни на постојните антибиотици. Од 51 нов лек кои моментално се развиваат, СЗО само 8 ги оцени како иновација во лекувањето. Времето денес беше променливо облачно и значително посвежо со повремен локален дожд. Дуваше умерен северозападен ветер. Утринските температури се движеа од 7 до 12, а дневните од 13 до 18 степени. Вредноста на УВ индексот изнесуваше 5. Утре не очекува променливо облачно и свежо време со умерен до засилен северозападен ветер. Во вечерните часови облачноста ќе се намали. Утринските температури ќе се движат од 8 до 12, а дневните од 14 до 19 степени. Вредноста на УВ индексот ќе изнесува 5. Ги завршуваме регионалните вести. Ви благодариме на вниманието. Пријатно!